Braće i sestри, ja koristam ova prilika site da ve pozdravim i da vi postakam prijatno se čustvujete. Isto така koristam prilika da vi ja čestitam novata godina i Gospod obilno da ne blagoslovi vo tekot na ova godina vo izobilije. I pozdravujem i site naši gosti, odnosno site naši gledači koji što ne pratati popad na internet i njih im posakувам, znači, srećna nova. Braći i sestri, da li nije ubavo na ova zemlja? No bez obzir koliko i da nije ubavo na ova zemlja, sepak ova zemlja ne je naš dom. Убаво е да сме заедно и да одбележуваме нови години, родендени, крштевки, годишнини и разни други пригоди. Но Господ припрема нешто многу поубаво од ова што сега го имаме. Знаете ли зошто е многу подобро? Порано или покасно ќе мораме да ја напуштиме оваа земја и да напуштиме се. И покрај тоа што ни е многу добро. Господ ни припрема многу подобро, затоа што таму нема да има смрт, жалост, плач, болести. Господ ни припрема многу подобра земја. Една нова земја. Се надевам дека таа надеж живее во сите вас. И во нашите срца, живее и во моето срце. И таа надеж е и моја цел. И добро е да поставуваме цели во животот. Ако не поставите цел во својот живот, нема никогаш ни да го остварите. Ако ваша цел не е новата земја која Господ е подготвува и која ќе ја добиеме преку вера во неговите ветувања, тогаш таму сигурно нема ни да стигнеме. Никој случајно нема да влезе во ветената земја. Ете се шетал, видел добра земја и влегол внатре. Тоа сигурно нема да се случи. Само оние што живеат за таа цел, само тие ќе стигнат таму. Имаме ли цел? Што е наша цел? Дали размислувате кој сум јас? Што сум јас? Чив сум јас? Што сакам јас во мојот живот и каде сакам да стигнам? 1907 година Салваторе Ферегамо бил мало момче кој имал само 9 години. Бил 11 дете од вкупно 14 деца во едно сиромашно италијанско католичко семејство. Една сабота предвечер Салваторе ја посматрал мајка си која гласно и тажно плачела, а потоа ја разбрал и причината. Две нејзини девојчиња са бајлето требало да појдат во католичката црква на својата прва причест. Тоа е една посебна свечаност кога малите девојки пристапуваат во црквата меѓу повозрасните. За таа пригода девојчињата многу убаво се облекуваат како мали невести во прекрасни бели халјини. Мајка им приготвила халјини на неговите постари сестри, а Салваторе разбрал дека мајка му плаче затоа што нема обувки за неговите сестри, а нема ни пари да ги купи, и набрзо сите домашни се повлекле на спиење. Салваторе останал буден и размислувал како може да помогне. Останал буден цела ноќ, а потоа си поставил себе цел. Отишол во работилницата на татко му, која се наоѓала позади куќата, и почнал да прави обувки за своите сестри. И пред да зазори, тоа неделно утро, 2 пара
бели женски обувки биле готови на радост на неговите сестри и неговата мајка. Кога имал само 13 години, Салваторе имал своја фирма. Имал работилница за рачна изработка на обувки. А кога имал 20 години, веќе бил во Холивуд. И најголемите светски глумици ги носеле неговите обувки на своите ноги. Неговите обувки ги носела Грета Гарбо, Ава Гарднер и многу други звезди, а потоа си поставил нова цел – да направи најдобри и најскапи обувки на светот. Он направил пословна империја која и денес постои. Денес неговиот внук е главен дизајнер на фирмата која годишно прави 1 милион најдобри и најскапи обувки. Кога денес ќе погледнете на нозете на познатите балерини, оперски диви, светот на филмот, политичари, на обувките е втиснат жик со ситни букви Салваторе, а со крупни букви Ферагамо. Made in Italy. Како сето ова започнало? Едно момче 9 годишно си поставило цел да направи обувки за своите две сестри, а потоа неговата цел се проширила да прави најдобри и најскапи обувки на светот. Таа цел била пред неговите очи во текот на целиот негов живот. И не отстапил бидејќи бил упорен да ја оствари целта по секоја цена. Имате ли цел пред себе? Браќи и сестри, дали сте предадени на својата цел? Немојте да отстапите. Ова момче не отстапило и постанал светски познат. Јас додека ја читав оваа случка, размислував за големите луѓе од Библијата кои имале цел. Аврам имал цел. Знаете ли што била неговата цел? Негова цел било град на кого зидар и создател е Бог. Таа цел секогаш била пред неговите очи и не отстапил. И му верувал на Господа дека е можно остварувањето на неговата цел. Никогаш не направил куќа, а имал пари не да направи куќа за себе, туку имал пари да направи цел град. И го поминал животот во шатор, бидејќи бил верен на својата цел. Не го дочекал, но кога ќе отвори очи, неговата цел ќе биде остварена. Потоа размислував и за апостол Павле. И он себе си поставил слична цел и кажал: мене ништо не ме интересира во мојот живот, освен да го добијам Христа. Знаете ли што се ќе добие со Христа? Ние што се ќе добиеме со Христа? Со Него ќе добиеме се. И таа цел секогаш била пред негови очи. И ќе каже: јас трчам кон целта. И никаква жртва и никаков терет не му биле тешки во остварување на целта. Дар на горното звање. Запаметете го ова. Дар, тоа е дар, не е заработено. Горно звање, Божја ветена земја, град Божи, исто она за што Аврам чезнел, зборувал и верувал. Потоа размислував и за нашиот Господ Исус Христос и за неговата цел. И он имал цел пред неговите очи и не отстапил додека не ја остварил целта. Да најде и да спаси она што е загубено. И бил верен на својата цел до смрт, и тоа смрт на крст. Сакам денес да ве запознам со човек кој имал јасна цел пред очи.
Знаеме сигурно дека е роден во Египет, знаеме дека е роден кога Божите синови робувале, роден е во робско семејство. Можда е роден и во време кога по заповед на фараонот биле убивани машките деца, но не е Мојсија. Роден е 40 години после Мојсија, отприлика во време кога Мојсија побегнал од Египет. Тој човек се вика Халев. Јас бев изненаден од значењето на зборот Халев. На еврејски значењето на овој збор е куче, или на староеврејски се вели келев. Куче. Зошто некој родител на своето дете би му ставил име куче? Дали е тоа примерно за име на дете? Па размислував, можда биле песимисти, можда биле и депресивни, а не е некакво чудо во околности во кои растеле и можда размислувале овака: јадно мое дете, во што ќе се надеваш ти? Ништо убаво не те очекува. Те очекува кучешки живот. Али луѓе кои живеат за високи идеали и имаат цел пред очите, не се оптеретени со своето потекло, не се оптеретени со својата историја, ниту со своето име. Они размислуваат за многу поважно. На Халев не му пречело името куче. Додека размислував за Халев, размислував и за една жена која исто така имала цел пред очите и не отстапила додека не ја остварила. Само мојата ќерка повторно да биде здрава и се друго подчинила на таа цел и ништо не можело да ја сопре. Во Марко 7 глава, 27 стих читаме: остави најнапред да се нахранат децата, зашто не е право да се земе лебот од децата и да им се фрли на кучињата. Жената добро сватила на кого се однесуваат тие зборови. Но целта која ја имала пред себе била спремна да каже: Господе, јас сум спремна да бидам куче. Твоето куче и да чујам и да чучам под твојата маса и да очекувам трошки. Не добила само трошки, добила во изобилие од Господовата трпеза. Како што ќе добијат сите оние кои имаат цел по Божјо ветување, кои нема да отстапат и кои се верни на својата цел. Можда и не е случајно што родителите ставиле име на своето дете куче. Кучето е символ на приврзаност на својот Господар. Некој рекол: што повеќе ги запознавам луѓето, се повеќе ги засакувам кучињата. Можда е духовито, но е длабоко вистинито во исто време. Никогаш од кучето нема да доживеете она што ќе го доживеете од луѓе. Затоа е ова символ и добро име, верен како куче, предан на Господарот, верен до смрт. Знаете што се случувало често во минатите времиња? Луѓето се селеле со стотици километри далеку и во брзање или намерно го оставале своето куче во напуштениот двор и што се случувало? После месец, два или три, кучето би дошло на вратата од својот Господар. Би загребал со своите шапи, цвилејќи од радост, го нашол својот Господар. Халев бил верен и одан како куче.
Во Јапонија на една железничка станица, сигурно сте ја слушнале ова вистинита приказна. Да. Постои споменик кој годишно го посетуваат повеќе стотици илјади луѓе. Но тоа не е споменик на човек, тоа е споменик на куче. Бронзена фигура во природна величина на куче. Хачико е името на кучето. Символ на преданост и приврзаност кон господарот до смрт. Неговиот господар Хидеса Буро го усвоил како мало кутре. Одраснал покрај неговите нозе и потоа стално одел во чекор со него и секое утро, кога професорот би доаѓал на станицата Шибуја во околината на Токио и одел на предавање на факултетот, а бил професор по агрокултура на Токискиот факултет пред Втората светска војна, кучето би доаѓало со професорот да го испрати својот господар, а потоа во попладневните часови точен како часовник го дочекувал својот господар и цвилејќи од радост го прател до неговиот дом. Али еден ден господарот повеќе го немало. Не се вратил, а кучето верно го чекало. Господарот доживеал мозочен удар на својата работа и завршил со животот. А кучето чекало и чекало секој ден во исто време. Доаѓал на железничката станица и секој ден попладне тажно ги посматрал патниците кои излегувале од возот и го засакале сите кои живееле во околината. Трговците му носеле храна и го галеле и сакале да го усвојат, али он секогаш се враќал на тоа место и го чекал својот господар. И така 9 години додека на крај не угинал и жителите на Шибуја одлучиле да му подигнат споменик на најверното куче на светот. Дали си верен и дали сум верен на господарот како куче? Биди верен до самата смрт. Ова куче било верно до смрт. Халев бил таков. Дошло време да влезе во ветената земја, веќе биле на самата граница на таа земја и гледајте, после кратко патување, само малку повеќе од 1 месец, Халев бил представник од људиното племе и избран е да помине 40 дена во шпиунажа да ја видат земјата. Ние не мора да одиме во шпиунажа. Господ во своето писмо ни кажал каква е таа земја. Јас му верувам на зборот дека е добра и дека родот на таа земја е добар и дека ќе ни ја даде таа земја по своето ветување. Не затоа што сме ние добри, туку затоа што е он добар и верен на своите ветувања. И гледајте го сега овој момент. Се враќаат 12-торицата и сите чекаат да го слушнат извештаот што виделе. Каква е земјата? И доаѓаат 10-мината и поднесуваат извештај од кој на сите им се завртело во главите. Земјата е убава, добра, али ние не можеме. Ние сме премногу слаби. Невероватно е, браќи и сестри, како само за неколку минути може да се преврти ситуацијата на опачки и колку е голема моќта на кажаниот збор. Внимавајте што зборите пред луѓето. Овие 10 го скршиле срцето на израелскиот народ и заклучокот бил: ние не можеме. Ние сме преслаби и во рок само од неколку минути извештаот на Библијата кажува: плачеше народот цела ноќ. Замислете го тоа.
Sigurno bile повеќе од 1 милион возрастни луѓе кои плачат цела ноќ, бидејќи чуле лоши вести. Оние кои го дале извештајот успеале да ги пренесат своите стравови, своето неверство, своето обесхрабрување на оние кои ги слушале. Постои денес нешто што се вика одговорност на јавно кажан збор. Фала му на Бога, браќа и сестри, со вера преку искажан збор може да се пренесе доверба и одушевување на луѓето. Господ секогаш користел прилика да охрабри, да ојача, да даде сила и да каже: не плашете се, мир вам. Еден духовен писател за небото кажува дека небото е повредно од се. Ако го изгубиме небото, сме изгубиле се. Може да кажеме воопшто не вредело што сме го живееле овој краток и беден живот, ако ја изгубиме ветената земја. Имајте го ова во предвид. Но народот што кажува? Во стравот кулкави се очите. Огромни се. Кога е некој негативен и кога некој се плаши и кога некој ќе појде по патот на неверство, неверојатно е каде тоа може да го однесе. Они правеле такви споредби и такви параболи кои немаат врска ни со вистината, ни со правата состојба. Они кажале: земјата која минавме е земја која ги голта своите жители. Дали мислите дека е тоа вистина? Па како тоа да се они живи, ако земјата ги голта своите жители? Неверојатно. Тоа се вика паника. А тоа го направил извештајот на десетмината. Јас приметувам една суштинска разлика во извештајот на десетмината и извештајот на двајцата. Едните кажале: ние можеме, а другите кажале: ние не можеме. Знаете ли во што била разликата? Али таа е суштинска. Она е разлика меѓу живот и смрт. И едните и другите кажале дека земјата е многу убава, и едните и другите кажале дека родот на таа земја е многу добар и да таков род никогаш не виделе во својот живот. И донели и докази. Ни едните ни другите не спореле да градовите и нивните ѕидови се тврди, дека јунаци живеат во таа земја. Али знаете ли во што е суштинската разлика? Една, али судбоносна. Едните кажале: ние можеме бидејќи е Господ со нас, а другите заборавиле на Господа. Јас сакам денес нешто да запаметиме сите. Знаете ли што сакам да ви кажам? Тоа е единствено во што треба да бидете сигурни и единствено што треба да испитаме и видиме дали е Господ со нас. Ако е Господ со нас, тогаш неможното станува можно. Халев кажал: луѓе, ајде да одиме веднаш. И он бил готов да појде веднаш. Ајде да одиме, може да ја освоиме бидејќи со нас е Господ. Ние можеме да ја освоиме иако се джинови, а другите кажале: ние не можеме. Сакам да запаметиме. Тоа е единствено што треба да испитаме дали е Господ со нас. Тогаш невозможното станува можно и Халев кажал: луѓе, ајде да одиме веднаш, бидејќи со нас е Господ.
Ние можеме да освоиме иако се джинови, а другите кажале, ние не можеме. Ние и денес сме на границата на ветената земја и сите случувања ни укажуваат дека сме блиску. Никогаш не сме биле поблиску. Единствено што треба да се прашаме и да се прашам е дали е Господ со мене. Го имам ли Господа на моја страна? И знаете што? Ништо друго не е поважно од тоа. Ако немаш ништо, а го имаш Господа, имаш се. Ако имаш се, а го немаш Господа на своја страна, немаш ништо. Кој ни синот свој не го поштеди, ни го даде, ние го имаме Господа. Како тогаш со тоа да не ни дарува се? Внимавајте, ни дарува се. Мојсија немал ништо освен еден дрвен стап, но го имал Господа. Господ му кажал, јас ќе бидам со тебе, и со Господа имал се. Фараонот имал се што можело да се има. Имал слава, моќ на Египет, богатство, имал авторитет, имал и моќна војска, но нажалост го имал Господа против себе, а не со себе. Нажалост, Израел одел во неверство, а не сум сигурен да сме и ние многу подобри. Одел во неверство и покрај видливата Божја присутност, често се прашувал дали е Господ со нас или не е. Замислете, дали е Господ со нас или не е. А секој ден ја гледале неговата видлива присутност. Секој израелец кога ќе се разбудел и погледнал кон шаторот на состанок би видел еден мал облак, символ на Божјата присутност. Секој ден било доказ и секој ден се случувало чудо пред нивните очи. Кога било храна, тоа било чудо. Во пустиња нема храна. Кога немало вода, било чудо да имаат вода. Било чудо кога патувале ноќе и имале светлина. Било чудо да нивните облеки и обувки да не се искинат за 40 години. Било чудо кога змии не ги касале. Било чудо кога непријателите не ги напаѓале. Секој ден ново чудо. Но да се вратиме кон себе. Дали некогаш се прашуваме, дали е Господ со мене? Кога во животот нешто ќе тргне наопачки, дали не си поставуваме прашање, што е со Господ, каде е Господ, дали е Он со мене? Пробам да го разберам тој народ, но не покушавам да го оправдам, бидејќи они виделе што можда ние никогаш нема да видиме. Они го виделе Црвеното море како се отворило, они ја виделе војската на фараонот, најмоćната војска во тоа време, како се дави во Црвеното море. Они сето тоа го виделе, а сепак се прашувале дали е Господ со нас. И знаете што е најтрагично? И рекоа, ајде да се вратиме назад. Секогаш ми е многу жал кога некој ќе отиде од црква. Кога некој ќе ги остави своите браќа и сестри и кога го остави Господа и кога се врати назад. А Халев и Исус Навин многу емотивно реагирале, ги искинале своите алишта. Луѓе, немојте тоа да го правите. Каде назад? Во Египет пак ли да бидете робови? Повторно ли да ги убиваат вашите деца? Повторно ли да работите од утро до вечер? Немојте тоа да го правите, не оставајте го Господа. Повторно ли да ве тепаат кога нема да ја исполните нормата?
Но еден духовен писател вели, кога човек ќе појде по патот на неверство, неверојатно е до каде се може да отиде и каде се може да запре и каде сето тоа може да го одведе. Може да донесе такви животни одлуки кои се сулуди и еднакви на самоуништување. Ајде да се вратиме назад. Немојте да се враќаме назад. Сега сме на границата на ветената земја. И тажно би било кој од нас да се врати назад и да се откаже. Секогаш сум се прашувал како е можно некој кој седал овде 30 па и 40 години, како во одреден миг може да се најде на другата страна. Духот на пророштвото зборува за тоа дека нашите некогашни браќа ќе станат најголеми наши непријатели на крајот од времето, кои го заборавиле Господа, кои тргнале по патот на неверство и ѓаволот направил да се најдат од спротивната страна. Каква трагедија! Да не даде Бог тоа да се случи со било кој од нас. И знаете што е епилог од случувањето? Овој народ кој тргнал по пат на неверство, Господ му кажал за секој ден на обиколка на ветената земја 1 година лутање низ пустиња. Знаете зошто? Да генерацијата која го изневерила Господа ги остави своите коски во таа пустиња. И за мене е многу чудно, али и поучно, да и Халев и Исус Навин сите тие 40 години лутале по пустињата заедно со нив. И можеле да бидат огорчени и да кажат: видете што ни направивте. Заради вас лутаме, заради вас Господ не казнува. Но не биле огорчени. Ги посматрале своите браќа и сестри како еден по друг умираат и ги гледале децата кои се раѓаат и стануваат возрастни луѓе и користеле прилика да ги воспитуваат и да ги вдахнуват со вера и надеж во ветената земја. Господ сигурно ќе го казни неверството, али сигурно ќе ја награди довербата и преданоста и на крај, кога после толку лутање стигнале повторно пред границата на ветената земја, тука биле децата на неверните и 2 верни старци. Халев имал околу 85 години и Исус Навин бил приближно толку. Немој да се откажеш. Биди пример на младите. Вдахнувај ги со вера и надеж. Кажи, тука сме пред остварување на целта. Најмоćната порака на оваа случка е: не се одметнувај од Господа. Знаете ли, браќа и сестри, што значи одметнеш? Не се бунтувај против Господа. Тоа значи, јас не сакам повеќе да слушам, не сакам повеќе некој да ме води, јас сакам да одам сам. Да го оставиш некого и да отидеш од него. Би било трагично тоа да ми се случи мене и на вас. Само не се одметнувајте од Господа. Не оставај го Господа. Господ е единствена твоја надеж и не можеш таму да стигнеш без него. Он има ветено дека ќе те донесе таму. Не можеш таму да стигнеш сам. Оваа пустиња по која одиме е полна со змии, полна со непријатели, полна со духови на пакоста под небото, кои работат никогаш да не стигнеме таму. Ако сме тргнале таму без Господа, никогаш таму нема да стигнеме.
Статистиката во тоа време била жалосна. Само 2 од 12. Јас не знам каков е денес процентот, се плашам и да размислувам за тоа. Колку од нас кои сега седиме овде ќе останат верни на таа цел? Да не даде Господ да оваа статистика се повтори. Потоа Господ се обраќа на слугата свој Халев, на тоа верно куче, кој останал одан до својата смрт и вели на слугата свој Халев, запазете 2 карактеристики кои овој човек ги поседува и го разликува од сите останати. Во кого е друг дух. Што е тоа друг дух? Друг чиј став, друг агол на гледање. Дали сме луѓе на друг дух? Тоа е Божји дух, бидејќи Бог не ни даде дух на страв да се плашиме, вели Божјата реч, него каков дух ни дал? Дух на сила, дух на храброст, љубов и чистота. Тоа е друг дух и овака зборуваат луѓе кои се со друг дух. Халев поднел извештај и да земеме да прочитаме во Исус Навин, 14 глава, 7 стих. Јас бев на 40 години кога Мојсей, слугата Господов, ме прати од Кадис Барнеја да ја разгледам земјата и му донесов одговор она што ми беше на срцето. Им јавив како ми беше во срцето. Он кога поднесувал извештај за она што го видел, со некои други очи гледал и им јавил како му било во срцето. А Господ гледа на срце и Он знае што е во моето и твоето срце. И тоа му е најважно. Да се сетиме на Давид, кој му бил толку мил и драг на Господа и покрај сите глупости што ги направил во животот. Тој му служел на Господа со емоции, со целото срце му служел на Господа. Љуби го Господа Бога свој со цело срце свое и само оние кои се со цело срце свое предадени на целта ќе дојдат до остварување на својата цел. Во мојата Библија вели да сите оние кои тргнале по патот на неверство, по патот на страв, по пат на побуна, доживеале остварување на она што го пророкувале. А тие рекоа, камо да изумревме во таа пустиња. Така и станало. Верните и преданите јадева од плодовите на хананската земја, а оние што кажале дека ќе умрат во пустињата, Бог им ја услушил нивната молитва и ги оставиле своите коски во пустињата. Ајде да си поставиме себе едно прашање. Што ќе биде со моите коски? Тоа е едно сериозно прашање. Дали моите коски ќе останат на оваа земја како што останале и нивните во пустиња, или живи и воскреснати ќе се најдат во ветената земја? Браќи и сестри, ова е сериозно прашање. Дошол моментот за кој Халев долго сањал и кој долго го носел во срцето свое, а така работат луѓето кои се со друг дух и кои целосно се држат за Господа. Запазете го ова, целосно се држат за Господа. Целосно се држал за Господа во се и кој им јавил она што му било во срцето. Запазете сега, Исус Навин го остварил аманетот на слугата Господов Мојсија. Тука е ветената земја
već je bila oslobodena, naročito onoj del во рамнина. Тука е она големо гројзе, тука се калинките, тука се смоквите, тука се палмите, млекото и медот, целата убавина од ветената земја, и доаѓаат племињата и го добиваат својот дел од наследството. А знаете ли што вели Халев, човекот кој е верен како куче? Доаѓа до Исус Навин и вели: дај ми го сега мојот дел, дај ми ја земјата која ја носе во срцето свое, за која живее сиве овие години и која секој ден ми беше пред очи, која слугата Господов Мојсија ми ја вети. Знаете што вели? Дај ми ја сега оваа гора, овој рид. Ова е малку необично. Халев не бара рамнина, не му треба него ни смокви, ни жито, ни млеко, ни мед. Тој бара искуство со Господа. Ако Господ биде со мене, да ги истерам синовите Анакови. Како што кажа Господ, тој е верен на Господовото ветување. Тој чека момент да доживее искуство. Ајде да читаме во Исус Навин, 14 глава, од 9 до 13 стих. И се заколна Мојсей во оној ден, велејќи: земјата по која одеше ќе биде наследство за тебе и за децата твои, за навек, бидејќи ти одеше точно по Господ, мојот Бог. И така ете, Господ ме запази жив, како што говореше, 45 години веќе изминаа, од кога Господ му ги беше кажал тие зборови на Мојсей. И Израел одеше по пустина. Сега, еве, јас сум на 85 години, но и сега сум толку цврст како и тогаш, кога ме прати Мојсей. Колку што имав сила тогаш, толку имам и сега, да влегувам, да излегувам и да војувам. Затоа дај ми ја таа гора, за која говореше Господ во оној ден, бидејќи ти чу во тој ден дека таму живеат Анаковите синови, и тие имаат градови, големи и утврдени. Може би Господ ќе биде со мене, и јас ќе ги истерам како што ми рече Господ. Исус го благослови и му го даде во наследство Хеврон на Јефуневиот син Халев. Халев вели: јас да ги истребам со своја рака, да бидам соучесник на исполнувањето што Мојсей ми вети. Да иронијата биде поголема, поголемиот дел од ветената земја веќе бил ослободен. Али тој дел, делот што Халев го тражи, се уште бил во рацете на синовите Анакови. Да се подсетиме само дека тие биле джинови. Се уште они владееле со градот, а Халев вели: дај ми го градот Хеврон. И му го даде Исус градот Хеврон во наследство на Халев, на тој верен човек и на семето негово. Знаете зошто градот Хеврон? Тоа е голема и длабока символика. Хеврон бил царски град. Вие знаете дека Давид царува во Хеврон 7,5 години. Тоа е град на големиот цар, а Давидовиот престол е на некој начин символ на Исусовиот престол, вечниот престол. И на еден друг град, чии жители треба да станеме јас и вие. И голема чест е да бидеш жител на царски град. И Халев го добива царскиот град во наследство и ги истерува синовите Анакови.
Skakulec može da proголта džin. Тоа е Господова логика. Хале вели, не плашете им се, бидејќи можеме да ги изедеме. Господовата логика е сосема инаква. Ако веруваш, ако си предаден на целта, можеш да проголташ джин. Постојат се уште джинови и се движат овде на оваа земја и ни го загорчуваат животот и мене, и на вас, и на нашите деца. Джинови на работа, джинови во фамилија, джинови во бракот, джинови во пословниот свет, во финансиите, проблем до проблем. И така е на оваа земја, и така ќе биде до крај. Али едно е важно, не се одметнувајте од Господа. Не го оставајте Господа. Он е единствена наша надеж. Ако него го оставиме, тогаш сме изгубени. Браќи и сестри, им веруваме ли на Божите ветувања да наскоро ќе чекориме по ветената земја која Господ ја подготвува? Ќе ви дадам куќи кои не сте ги дзидале, ќе јадете од лозјата кои не сте ги саделе. Спасението е потполна, но Божја работа и Негово дело, а наше е само да му веруваме и да му бидеме предадени до смрт. А од слугата не се бара ништо друго освен да биде верен, ако треба како куче до последен здив. На крај да ви кажам една приказка која е измислена, али во која се крие една длабока духовна порака. Вели, дошол разбойникот кој висел на крстот покрај Христа, дошол на вратата на рајот и како вообичаено во сите приказки некој седи на вратата од рајот и ги пушта еден по еден и проверува кој може да влезе во рајот. Во приказките секогаш е тоа Свети Петар. Али ние знаеме дека тоа не е Свети Петар. Клучевите ги држи некој друг, кој рекол, јас ги имам клучевите да отворам и да затворам, дури и од гробот и од смртта, и клучевите од Царството Небесно, и сам Петар ќе мора да дојде на врата и да биде испрашан дали треба да влезе. Доаѓа разбойникот на вратата од рајот и го прашува, кој си ти? Јас сум разбойникот кој висев крај Христа. А зашто ти мислиш би требало да влезеш овде во рајот? А он одговара, оној кој висеше покрај мене на крстот ми вети. Опа, не може тоа така. Ние мора некој работи да испрашаме. Дали ти заслужуваш да влезеш или не? Јас не знам што треба вие да проверувате и испрашувате, али јас знам само да он ми кажа дека ќе бидам во рајот. Ма дали си свесен ти, човече, колку зла си сторил? Дали си свесен колку работи си украл? Колку луѓе си натажил? Колку крв си пролеал? Зашто мислиш да би требало да влезеш? Јас знам, но јас му се молев на него и му кажав, Господи, сети ми се кога ќе дојдеш во своето царство. И он ми вети дека јас ќе бидам крај него во рајот и еве јас сум дошол. Па јас не знам што да правам со тебе. Јас не знам каде да те ставам во рајот. Еве овде има една група од 144.000. Но ти не си доволно добар за таму. А овде има една друга група кои имаат црвени ленти на рабовите од своите хаљини. Па за таа група никако не си. Они биле маченици за Исуса, а ти си мачел други луѓе. А јас не знам што да правам со тебе. И да сакам да те пуштам, не знам каде да те ставам. А он пак истиот одговор. Нема што друго да каже. Нема на што да се повика. Он вели, јас појма немам кој се тие 144.000.
Јас никогаш не сум слушнал за луѓе во бели халјини со црвени ленти по рабовите. Јас знам само да оној кој висеше на крстот покрај мене ми рече да можам да дојдам и да влезам. И ова е приказка која нема крај и би можело да следи прашање дали знаеш што е жик на зверот, а што е печат Господов. И би можело да следи прашање дали ти знаеш каква служба Христос вршеше во небесната светиња, али одговорот секогаш ќе биде ист. Оној кој висеше на крстот покрај мене ми вети дека ќе бидам во неговото царство. Браќи и сестри, за крај една порака. Немојте никогаш да заборавите. Бидете предадени верни на Господа до смрт. Имајте цел пред очи, бидејќи оние кои немаат цел, кои ја изгубиле визијата и кои го изгубиле Господа од видот и кои се одметнале од Господа никогаш и не стигнале таму. Ги оставиле своите коски во пустињата. Знаете што Господ ќе каже? Господ ќе каже клонејќи се во своето име и во својот живот. Така животот ми и така жив бил јас. Така вели Господ, земјата да биде полна со славата моја. Тие луѓе кои ја видоа славата моја и чудата кои ги направив во Мисир и во оваа пустиња, кои ме вреѓаа и не ме послушаа, не ги послушаа зборовите мои, нема да ја видат земјата која ја ветив на татковците нивни. Не ќе ја видат оние кои ме навредива. Побуна е грев и навреда за Бога. Неверство е грев и навреда за Бога. Незадоволство е грев и навреда за Бога. Бидете задоволни со она што имате, бидејќи имаме ветување дека нема да отстапи од нас, ниту ќе не напушти. Затоа со клетва е дадено Божето ветување кој ме навредива. Немојте со своето неверство, со својата побуна, со своето незадоволство, а не еднаш го искажале своето незадоволство, кажале, овој никаков леп ни се огади на душите наши. Да примиме со захвалност, со благодарност се од Господа. Толку многу благослови се во нашите животи. Треба само со отворени очи да гледаме и секој ден да гледаме докази за неговата добрина. А знаете они што кажале? Стално мрмореле. Знаете што значи тоа? Тоа значело, Господе, ми се гади она што примам од Тебе. А тоа е навреда за Бога. Да не даде Господ да некој од нас така се однесува. Али светата историја е напишана со таа цел за наша наука. Нивното време минало. Овие извештаи се пишани 100 години после нивното време. Не е пишано за нив, туку се пишани за нас. Пишани се затоа да нешто научиме. Вела дека историјата е учителка за животот, а луѓето се лоши ученици. Извештајот е пишан затоа да ти каже, слушај, немој да ти се случи она што им се случило на нив. Немој да ја повториш истата грешка, бидејќи е кобна, верувај ми и имај цел пред очи. Джинови се уште одат по оваа земја.
И секој ден се сретнуваме со нив. Јас можам само едно да ви препорачам во борбата против нив. Едно моćно оружје, и најдобро и најубоито. Они го победива со крвта на јагнето и со речта на сведочанството свое. Сведочанство кое е во срцето. Новата земја ги чека своите жители. Нови луѓе, луѓе со друг дух, луѓе кои целосно се држат за Господа. Хајде да јас и вие бидеме меѓу нив. Можеме ли? Можеме. Бидејќи е Господ со нас. Имаме Негово ветување. Нека му е слава. Амин.